Почитувани, вечерва заседаваше извршниот комитет. Седницата на извршниот комитет се уште трае, каде се разговараше на актуелни теми политичката состојба со особен осврт кон актуелното прашање врзано со преговарачката рамка, спорот со Бугарија и прифаќањето на шовинистичките позиции и мегаломански барања од источниот сосед кон Македонија, а содржани во актуелниот протокол и членот 5 од рамката. Извршниот комитет едногласно и во целост ја прифати иницијативата за референдум и народно изјаснување во однос на штетните делови кои опфаќаат целосна асимилација, промена на историјата и бугаризација на Македонија. Воедно, во периодот што следи, партијата започнува процес на широка консултација со експертската и општествената јавност за природата, карактерот и формулацијата на референдумското изјаснување, чија крајна цел е народно спротивставување на процесот на асимилација и идентитетско обезличување. Народот ќе се спротивстави на ваквото антимакедонско делување на владата и предавството на националните и државните интереси. Извршниот комитет воедно посочува дека на површина излегува сите лаги на владата поврзани со овој процес. Ветие излажаат дека историските процеси не се дел од овој процес. Ветие излажаат дека македонскиот јазик е гарантиран, но во исто време, кога Бугарија испрати декларација за негирање на македонскиот јазик и кога македонската влада исто така испрати скандалозен текст за македонскиот јазик во Брисел. Ветие излажаат дека преговорите започнуваат веднаш, а всушност започнаа преговорите само за Албанија. За Македонија не се уште почнати преговорите. Воедно нагласуваме дека во овој процес се уште стои гаранцијата и ветувањето пред граѓаните дека пратениците на ВМРО-ДПМН се против уставни промени кои би овозможиле спроведување на процесот на бугаризација и идентитетско обезличување. Владата со своето неодговорно однесување прави трајна штета врз националните и државните интереси. Ви благодарам. Како би гласело референдумското прашање? Дали тоа е веќе договорено? На извршниот комитет се донесоа неколку заклучоци, меѓу кои тоа дека периодов што следи ќе бидат контактирани сите релевантни општествени фактори и во однос на прашањето референдумско и во однос како ќе се одвива понатака процес. Кога ќе почнете со собирање потписи? Најпрво ќе направиме широка консултација со сите општествени чинители, па потоа ќе го водиме процесот.